парламент ќе биде составен и од 6 членови кои што ќе се изгласаат и во Малта. Малта гласа денеска до 22 часот, а гласачкото тело во Малта кое што ќе ги изгласа овие 6 пратеника во Европскиот парламент е некаде околу 370.000 гласачи, од кои регистрирани само за овие избори се точната бројка е 332.967 регистрирани гласачи. Се очекува да излезат како и секогаш во Малта, излегуваат меѓу 70 и 75% од регистрираните гласачи, што некаде би било од прилика 230-240.000 гласачи. Инаку на листата за Европскиот парламент има 39 кандидати на ливчето, од кои 9 кандидати се од лабористичката партија, она која што владее во Малта веќе 3 изборни циклуси, 8 се од националистичката партија, има 13 независни кандидати и уште по 2 и 1 од оние малите партии кои што не се влијателни и се вон парламентарни партии. Досега парламентот европскиот од Малта имаше 4 представника од лабористичката партија и само 2 представника од националистичката партија. За ова гласање се претпоставува дека бројката нема да биде поразлична, евентуално може да биде 5:1. Можно е, но тоа ќе го дознаеме не вечерва, туку ќе го дознаеме дури утре после 23 часот, кога ќе завршат изборите во последната држава од Европската Унија, тоа е Италија. Во меѓувреме, во истото време на гласањето за Европскиот парламент, се гласаат и за локалните избори. Тие резултати, исто така, гласањето завршува вечерва во 22 часот, ќе ги дознаеме со старт нели од вечерва па во текот на утрешниот ден. Конкретно, зошто е ова влијателно? Можеби нема многу влијание оние 6 пратеника во Европскиот парламент од Малта во политиките генерални на Европската Унија, но има влијание за тоа колку нови фондови ќе се донесат повторно во Малта, како сето тоа ќе се реализира потоа. Бидејќи предходните тоа добро го одиграа и Малта веќе 2 години за прв пат во историјата на нејзиното постоење е 10-та на листата на Европска Унија по GDP-то, што никогаш не се случило, да има поголем стандард од Франција, Шпанија и Италија, официјално. Сега, токму така се важни и овие избори, колку ќе имаат тие 6 пратеника влијание за да довлечат пари повторно на островот, за да се поткрене стандардот уште повеќе. Ова што генерално ви го кажав е тука некаде и костурот, дека лабористичката партија повторно ги очекува победите и на изборите за Европскиот парламент и на локалните избори. Friday, 8 p.m. New podcast.